Председателе. Колега, настојувате нешто да браните, но оваа работа не може да се одбрани, не бива. Тоа нешто не е за бранење. Вашиот министер Никола Тодоров досега требаше да си замине. Требаше да си даде неотповиклива оставка. Причините за оставката се многобројни. Со тоа што кога ќе си дадеше оставка, ќе спасеше многу човечки животи. Ќе спасеше од банкрот многу болници во нашата држава. Првата грешка што ја направи господинот Тодоров и првиот хаос беше во образованието. Втора грешка, втор хаос во здравството. За трета грешка, трет хаос, шанса нема да има. Системот не е добар. Мора да се има одговорност за системот кој што убива, а треба да лекува. Тендер политиките на министерот Тодоров го донесоа здравството во колапс. Пукање во лекар, зголемена смртноста на новороденчињата, родилките, ренуирани болници, нездравата, неквалитетната храна во болниците за болници. Со реформите во здравството направивте голем хаос. Лекарите ги претворивте во административци наместо да посветат поголемо внимание на болните. Го извалкавте достоинството на белиот мантил на лекарите и на целокупниот медицински персонал. Еве, конкретно се фалите и за платите, дека платите биле високи во здравството. Не, господа од власта. Платите на лекарите, медицинските сестри и останатиот здравствен персонал треба да бидат највисоки во државата. Повторувам, највисоки плати треба да имат лекарите, бидејќи сите наши животи се во нивни раце. И затоа треба да имат тај висок личен доход. Се фалите со специализациите. Еве, во мојот град Радовиш, последните 10 години нема ниту една специализација. За неколку години во очно оделение во Радовиш имаме 20 специјалисти кои што работат. За 4-5 години ќе заминат во пензија. Жалосно е што Радовиш ќе остане без очен лекар. Малку ни се другите ингеренции на другите институции што се префрлени во соседните општини Струмица и Штип, па треба и овие работи да бидат префрлени. За најмала интервенција од очно ќе треба да одат граѓаните во соседните општини. Потоа за родилките имаме проблем со гинеколошкото акушерско оделение кој што полека згаснува. За овој проблем треба да се превземат итни мерки. Благодарам, господин Таврам.